Етнички предел Жеглигово. Жеглигово се наоѓа во сливот на реката Пчиња, помеѓу планините Козјак на исток и Скопска Црна Гора на запад. Областа е отворена на југоисток кон Овче поле и на југозапад кон Скопската котлина, а таков е случајот и кон север. Зафаќа површина од 1315 квадратни километри. Котлината е настаната по тектонски пат, со спуштање по должината на расади со меридијански правец. Релјефот е брановиден и во него се издвојуваат висорамнините на Романовци и на Горичане. Источните падини на Скопска Црна Гора се познати како Карадак. Ридскиот терен помеѓу Пчиња и Крива река се нарекува Средорек, а планинскиот крај помеѓу Козјачка река и Пчиња – Козјачија. Во Жеглигово постојат 110 села и градот Куманово како негово средиште. Во нив во 1961 година живееле 100.600 жители, а во 2002 година тој број се зголемил на 135.773 жители. Најголем дел од населението се македонци. Во западниот дел на областа преовладуваат албанците, а во Старонагоричанскиот крај – србите. Името на областа доаѓа од старословенскиот поим жег, кој означува железна прачка за жегосување или правење дупки во дрво, како и од зборот жега во смисла дека местото било изложено на сонце и жештина. Населението се занимава со одгледување житни и индустријски култури, особено тутун, како и со сточарство. Во Куманово е развиена машинската, текстилната, кожарската и тутунската индустрија. Областа за прв пат по име се споменува во 1354 година, како жупа во владење на севастократорот Дејан, со средиште во тогашниот град на Горичане. Жупата останала под власта на династијата Дејановци, а со неа потоа управувале Теодора, Јован Драгаш и Константин Драгаш, наречен и Константин Жеглиговец. За последен пат, крајот се споменува во 1512 година, пред Жеглигово да биде опустошено од османиите. По ова, жителите напуштиле областа и разрушениот град на Горичане, па се населиле во Куманово. Со оваа преселба во Куманово е преместено и управното седиште на областа, пошто тоа прераснало во град. Во 20 век, името Жеглигово повторно влегло во употреба, како друго име на Кумановската котлина, иако истото сочинува само еден дел од неа.